и влегуваме во вториот дел, односно неофицијален втор дел. Најавата ќе кажам само дека е 3 приказни, 3 главни ликови, еден крај. Ова е само еден вовед во она што следува како муабет. Нема да биде пазарски, но секако ќе биде опуштен и онака како што доликува на оваа емисија и секако како што доликува да се разговара со мојот денешен гостин, а тоа е Владимир Христовски. Добре дојде. Здраво, добро ве најдов. Многу голема чест ми представува што си во нашето студио, бидејќи имаме добра причина за тоа. Причината ќе кажам само дека е твојата нова книга, за да не утнам исповеди на еден психотичен ум. Нема да почнеме од книгата, бидејќи имаме да почнеме од твојот никнейм кој го користеше за да денеска имаш и книга со истото име. Почна со блог, почна со Facebook, на некој начин луѓето те препознаваат по Facebook и по твоите статуси што ги пишуваш и сега излезе книга. Како почна целата приказна со оглед дека почна на еден софистициран начин, кој почна, а тие што почнале успеале. Вака, генерално интересната работа беше што целава приказна на некој начин почна, мислам дека беше некаде 2007 со популаризацијата на блог платформата кај нас blog.mk. Тогаш имав еден блог каде што беше многу интересно, се бираа тогаш нели темплети, се создававме сите некакви онлайн идентитети. И го крстив блогот како што го крстив, тоа веќе име веќе е застарено и непознато, меѓутоа она што беше интересно дека требаше да има, кога ќе се отвори насловната страна на блогот, некаква, да речеме, теглайн на некој начин, кој што го викаат на англиски, односно некое кратко инфо за блогот. И во тој момент ми беше многу интересен тој термин, нели, психотичен ум, и го користев како еден вид на алтер его. И од таму излезе самиот блог беше исповеден психотичен ум. И таму го користев тој блог за пишување, за раскази, за колумни, за некои такви интересни, да речеме, кратки работи, нешто што е најблиску денеска на тоа би било Твитер како пандан. И тука некаде од прилика заврши тој период таа приказна. Понатаму како што траеше, ја верувам дека имаше големи приврстаници. Знам дека тогаш сите следевме блог, значи баравме нешто што е активно, немаше многу простор за промоција, ама знаевме да искуцавме и да најдеме, нели? Така. Значи генерално самата таа платформа некогаш, да речеме, ако си напишал нешто интересно во прав момент, кога луѓето се онлайн, можеше да добие многу видливост, нели, коментари имаше, и во тој стил се движеше целиот почеток на таа платформа Web.2.0, меѓутоа генерално кога почна да се развиваат другите социјални медиуми, кога реално почна луѓето и малку повеќе да се отвараат, почна и, да речеме, поголема популаризација на сите тие раскази, теми. Знам дека целата приказна почна кога се споделив случајно на мојот профил еден од расказите и добив коментар веднаш во инбокс еден мој пријател, ми пише како може ти вакво нешто да пишуваш, а достане само на едно. Темек продолжи да пишуваш, продолжи да правиш нешто друго. И тука од таму почна едно спонтано кафе муабет, од таму се префрливме на идеја за да се направи од блог да се префрли на, да речеме, како еден мини портал. И од тука се роди целата идеја за порталот кој што го имам јас, fail.mk, каде што не сакав само да биде тоа раскази, колумни. Да, но ти имаш два портали, ако не се лажам, така? Да, ќе дојдам и накратко. Извини, вака имам многу информации, има во секој случај. До таа интересна приказна се започна целата таа приказна така, почнав да објавувам, бидејќи искрено по професија сум и филолог и преведувач веќе 11 години, и тоа што го работам турбо постојано ме тера, нели, да и позитивно и негативно да критикувам, особено во медиумите тоа што се случува, бидејќи налетував често на многу големи, како да речем, киксови или помодерно кажано фейлови. Добро, Македонија тоа е најзастапено нешто реално гледано. И реално гледано го искористив и тоа како момент за популаризација, да речеме, на една медиумска платформа која што нема да се знае конкретно кој стои зад неа, меѓутоа ќе има за цел да поттикне, да речеме, позитивна критика кон се и се што. Мораме да прекинам, се додека не отворат marne.mk. Точно, да. Меѓутоа и да, генерално си во право, точно. Се зависи кој се знае денеска, не може да знае да копа по интернет. Така. Меѓутоа интересната работа беше што кога почнав тие раскази на fail.mk да ги објавувам, почна да стигаат коментари од луѓе кои што не ми беа мене познати, нели, баш буквално читатели кои што налетале на текстовите, и од нив добив коментари дека како може расказов да заврши тука, мора да има продолжение. Од тоа Ти не беше ли самиот свесен за тоа? Па не бев свесен дека таква реакција, сметав дека ќе им биде интересно на луѓето и ќе заврши тука. Меѓутоа конкретните приказни што почнав да ги пишувам, почна да се развиваат сами по себе во еден вид на серијал. И од кога се случи тоа, и од кога дојдов до момент да имам 3 различни серијали, кога го ставив тоа, да речеме, во еден Word документ, еве грубо кажано, кога видов дека има стотина страни веќе испишано,
почев да размислувам дали треба да направам нешто сосема ново во форма на роман, дали треба да издадам можеби збирка на раскази Или да останеш на или социјални да се случи тоа што се случи со тековниот роман, а тоа е да се најде да се напише еден крај кој што ќе поврза сите три приказни како да се реално раскажувани од една. И тој невообичаен концепт и сакајќи нешто ново да направам, ми беше главен мотив за да се изборам на некој начин овој роман да изгледа така како што изгледа денес. Сега, за разлика од сите други писатели, кога ќе дојде некој автор или писател тука, секогаш велам пишуваш за љубовта. За разлика од сите тие наслови како да се зајубиш во 5 секунди, еве, ја имаме фамозната една единствена карма која е продолжение од белешките на Лайла Грейс. Значи сите тие се толку добри книги, толку добри наслови, но секаде се пишува за љубовта. Овдека ти ќе ни откриеш малку подоцна за што се пишува, но според она што можев да го забележам на интернет и на Facebook, на социјалните медиуми, имаше многу, ама незначително многу цитати извадено. И тие цитати беа ултра познати. Значи немаше човек кој не ги знае. Ако белешките на Лайла Грейс се споделувале, не знам, 100 пати, верувам дека овие барем 90 се споделувале. Дали мислиш дека понуди на јавноста и на твоите следачи нешто што го нема видено, а што им требаш? Оно што имав јас воочено од тоа како се движи македонската книжевност е дека недостасува еден стил, да речеме, со малку поостар јазик, со малку по-разговорни диалози, како што се стрекава во секојдневниот живот. Значи, генерално сметав дека такво нешто треба да се допопуларизира, бидејќи генерално кај нас кога ќе издаде некој роман, зборувам сега, особено луѓе што се од книжевна позадина како што сум јас, секогаш има тенденција да се држат кон некои строги норми во пишувањето, да биде тоа, да речеме, на некое повисоко, поелоквентно ниво. Не велам дека ако има во одреден диалог, вулгаризми и се, дека тоа ја намалува елоквентноста, баш напротив, сметам дека луѓето премалку пишуваат за оние чувства кои што, да речеме, се потиснати во сите нас и оние табу теми за кои што сите се плашат на некој начин во ова општество да зборуваат. Мислам, ако во Америка тоа преку Чарлс Буковски одредени други автори како на некој начин ослободување од тие стеги се случуваше можеби пред 50 години, кај нас се уште кај одредени автори има страв да се изразат на тој начин од проста причина што сметаат дека кога е вулгарно е неквалитетно. Мене идејата ми беше тоа што секој го мисли, го чувствува, обичните разговори на секојдневна база да се прикажат такви какви што се. И сите оние љубовни интриги и дури да речеме верства и неверства помеѓу луѓето мора да се споменат на некој начин, особено на начин каде што главниот лик во одредена ситуација едноставно си го истура срцето на хартија и кажува конкретно што се случува во секојдневниот живот. Приказни кои што сите ги знаеме, бидејќи сите имаме пријатели кои што на некој нешто им се има случено, меѓутоа кои што јавно еве барем во ваков формат никого нема кажано. И сега дали вреди во ова мало место на живење каде што реално не знам дали ќе имаш работка или ќе немаш, да правиш волку голем подвиг да бараш нели издавачки куќи, тука се во прашање, тука се финансиски средства, тука е мака, трудот кој го вложуваш, ти го правиш на тоа во едно мало место каде што шансите на неуспех се еднакви со шансите на успех, малку не, па и овие првиве може да се повеќе потенцирани. Да бидеш толку отворен како автор и како писател, вреди или не? Па лично се зависи од која мотивација луѓето имаат. Јас, оно што беше интересно што го спомна ти како паралела, од каде се почнало и до каде се стигнало, јас со самиот тој, да речеме, мотив да почнам со еден, да речеме, на некој начин портал и на тој начин да промовирам да се пишува, знам дека како ништо друго во најмала рака од тие некои текстови што ми се испраќани порано, а знам дека многу луѓе почнаа да стануваат помотивирани самите да пишуваат, што една од моите цели реално беше луѓето да почнат да пишуваат повеќе, да почнат да читаат повеќе. Самото мое искуство со социјалните медиуми како начин на промоција мене ми дадоа шанса јас да се испробам во таа струка, поттаму никна неколку работи кои што беа поврзани со тоа и на крај со уште неколку ентузијасти со слични, да речеме, слична пасија како мене, основавме фирма за дигитален маркетинг во која што денеска и работам и некако се почна од тој момент. Таа фирма е Pixel и следствено тоа како што спомна ти и Pixel.mk е исто така портал кој што беше производ на сето тоа. Имаме тука и неколку други работи кои што ги инкорпориравме како нови идеи. Film24mk излезе, sportfresh.net, Откако ќе изјавам филмските вести, еве ти го изворот.
Значи дефинитивно од само еден Така, подвиг зборам од моја страна се роди љубовта за се што беше како наша идеја да го исполниме преку тоа. Дали конкретно еден роман или понатаму и други серијали на романи ќе сменат нешто, јас се надевам дека како ништо друго ќе им се врати на луѓето желба да прочитаат нешто поразлично. Ако тоа ги мотивира да почнат да читаат, можеби општо читателската култура во Македонија ќе ја кренеме. Дека од романи не се живее, тоа на сите ни е јасно, меѓутоа дека се многу добар начин за изразување се. Сега, кога веќе го нафрли ова, мене ми се поставува една дилема. Реално почна од блог, продолжи на социјалните мрежи, ете со неколку портали си, со фирма зад себе, за каде што фактички како издавачка куќа претпоставувам дека функционира. Не, повеќе дигитален маркетинг, да. Дигитален маркетинг, а ти вадиш книга, пишано издание. Односно, ја фаќаш и ја допираш на раце. Ајде така да се изразам да ви ја појаснам. Како? Зошто? Бидејќи по-специфично би било доколку ние видиме интернет изданија на исповедите. Генерално ова ти е добра поента што ја правиш. Ние како, да речеме, како некоја таква генерација каде што многу се стремиме кон дигиталното, еден период и се да речеме ние како агенција, многу се насочивме кон се што е дигитално. Меѓутоа имаше еден момент каде што сваќаш дека бев на една конференција многу интересна каде што имаше еден коментар од еден светски познат човек во светот на маркетингот, он вика нема повеќе дигитален маркетинг, нема повеќе традиционален маркетинг, постои само маркетинг. Таа идеја мене многу ми вроди со желба да направам некоја спојка. Значи не може ниту луѓето кои што се популарни, да речеме, на социјалните медиуми, да живеат без другите медиуми, без телевизијата, без радиото, без било каков печатен медиум. Така да мора да се направи еден баланс во животот, бидејќи генерално ако се одлучиш само за едно нешто, се лишуваш од потенцијална публика која што се уште сака да допре со рацете книга. Бидејќи книга си е книга на секој можен начин. Најновите истражувања покажуваат дека колку и да се во подем електронските изданија и тие електронски книги, сепак на крајот од денот луѓето сакаат нешто опипливо што ќе остане како траен спомен за нив. Затоа се одлучив за некоја таква комбинација. Се одлучи и не мислам дека успеа, веќе е утре популарен си на социјалните мрежи, овој пат не по твоите цитати или по твоите раскази, туку по твоето првенче. Ке те прашам, уште првиот ден излегува книгата, ја правиш промоцијата, ќе напоменеме зистата. Излага напис кој вели 10 причини зашто да ги прочитате исповедите. Како реагираше кога го видите? Очекуваше ли дека од првиот ден ќе го добиеш тој фидбек? Искрено не. Значи очекував дека да речеме најблиските што ја земале книгата ќе може да ја прочитаат. Очекував дека тие луѓе што ме следеле долги години на социјалните медиуми и ми пишувале редовно кога книга, бидејќи биле навистина позитивно настроени кон тоа да дојде момент да добијат сето тоа во еден роман спакувано. Не очекував дека од луѓе кои што првпат се среќаваат со книгата дека ќе толку брзо ќе им се допадне и толку брзо ќе ја прочитаат. Еве имав неколку коментари кои што ми беа испратени директно до мене, каде што луѓе викаат дека не читале, да речем што се вика зборот од основно воопшто, и дека кога ја фатиле книгата дека успеале за 4,5 часа 160 страни да прочитаат. Дека одело толку брзо. Не очекував таков, да речеме, фидбек и навистина ми е мило тоа, како да кажам, нема поголема вредност за еден автор од таквите коментари. Се друго е второстепено. Кажуваш дека не си го очекувал тоа, но дали мислиш дека еве првенствено избра наслов на книгата кој дефинитивно те тера да го земеш тоа парче хартија и да отвориш барем да видиш што се случува внатре, и дали мислиш дека добро избраниот наслов на една книга продава и добро дело? Да, бидејќи пак доаѓам од светот на маркетингот, свесно... Буквално поради тоа те прашувам. Да, свесно беа тие некои потези направени и мислам дека многу помагаше, меѓутоа пак сметам дека дури ако е нешто маркетингшки убаво спакувано, дури ако изгледа на прв поглед привлечно, доколку го нема токму тоа што луѓето го бараат, дека не може успехот да биде целосен. Знам дека маркетингот помогна многу, знам дека од тоа што можев да прочитам барем од тие луѓе што се веќе задоволни од тоа што напишан, дека и квалитетот е на ниво, и мислам дека со некоја ваква добра спојка дека многу луѓе ќе успеат да ја прочитаат оваа книга и дека тоа ќе ги инспирира и нив да почнат да пишуваат, а исто така ќе се надам дека ќе добиам позитивни, но и се надам дека ќе добиам и негативни критики, бидејќи искрено Искрено ги ценам негативните критики доколку се конструктивни, доколку некој може конкретно да ми каже што не чини во романот,
со што е претерано, што има премалку, јас тоа ќе го сватам многу позитивно, бидејќи тоа ќе ми помогне јас повеќе да научам и да знам каде да ги насочувам, да речеме, другите изданија и другите романи кои што сакам и ми е во план да продолжам да ги пишувам. Така. Реците, дали мислиш дека еве во вашата струка, односно еве во писателството, има некоја љубомора, завист и да кажам, се гледа не толку да се покаже тоа, ама го има и се коментира во кругови затворени ваши писателски, авторски, како да ги наречам. Се е чувствувал ли тоа, се го видел ли тоа? Може би, искрено нов сум во оваа професија, да бидам искрен. Секогаш кога правев некаква... Мислиш ли дека ќе добиеш некој таков коментар од завист и од љубомора? Ако го добиам директно, ќе бидам многу среќен. Ако биде тоа во затворени кругови кај што се шушка дека ова не вреди, не е ова парче литература, туку ова е шпанска сапунска опера, ако не дојде до мене, немам начин како да реагирам. Ако дојде до мене, ќе сакам некој да седне и аргументирано да ми каже зошто не чини и би го прифатил тоа. Може би има тоа што спомнуваш ти во некои затворени кругови, такви разговори, меѓутоа се е тоа дел од нормална критика, која што мислам таман работа дека некоја дело ако излезе, ако не најде на критика, значи можеби не е доволно интересно за некој да го искритикува. Така. Владимир, како што кажа и ти си дел од тој маркетинг круг и знаеш како се прави добра маркетинг стратегија. Направи промоција. Во Македонија сме навикнати кога се опрашање промоциите, па макар било и на книга, да ги направиме по еден затворен круг, каде што ќе си ги викнеме мама, тато, бато, сестра ми, првата роднина, првиот комшија, евентуално комшивката и по некој роднина од третиот братчет на твојата мајка. Дали ја направи така промоцијата, моето прво прашање и како пројде цел тој процес и како одлучуваше како ќе биде концепирана самата промоција? Искрено да ти кажам, многу беше интересно целиот дел со промоцијава, бидејќи толку дојде спонтано и толку брзо се изорганизира се, што дури јас сам се уште не верувам. Мислам, секако мораше да дојде брзо, бидејќи имав момент каде што сватив дека ќе стигне печатењето на книгата да биде токму пред саемот на книга. Ми беше тоа на некој начин испланирано, малку го убрзав и самиот процесот и кога решив дека мора да биде пред саем на книга, веќе знаев која ќе биде локацијата, тоа беше кафе-барот Speakeasy, кој што е многу автентичен на некој начин, бидејќи во тој ретро похлебници. Подршка од нив или се плати? Да, апсолутно, значи дечките кои што го водат барот, Дарко и Филип се многу, како да кажем, професионални, нив концептот многу им се допадна. Спонзорите Джеки Бифрут исто така беа многу задоволни од целата. Ќе ти пратам фактура, бидејќи знаеш дека е многу добро. Да, морам да ги искрено да ги спомнам. Толку брзо трите страни најдоа заеднички јазик и нормално издавачот 3, што буквално беше се договорено за 30 минути. Мојата визија беше дека тоа ќе биде настан отворен за сите, секако најблиските беа поканети, дека нема никој да добие привилегиран статус, а она што добив и како совет и од издавачката Куќа 3 е дека не треба да биде толку многу формален настанот. Ја дури не стигнав да кажам ни едно благодарам до сите што дојдоа, бидејќи едноставно тоа со готов говор, драги. Воопшто не беше. Значи луѓето знаеа дека промоцијата од 5 часот почна од 4:30 да доаѓаат. Веднаш ќе купија книгата, веднаш дојдоа да се подпишат, да се подпишам јас на книгата и она што беше интересно што секој што дојде на настанот, ја му напишав фотографии на Facebook. Да напоменам. Да, меѓутоа беше интересно што сите што дојдоа на настанот добија оригинална и искрена, оригинално од мене посвета. Значи не беше само да речеме за Кристијан подписи толку, на сите им напишав нешто оригинално колку што можев во тој момент. Едноставно јас додека се свртам, поминаа веќе 3 часа, над 90 и нешто копии веќе беа продадени, а местото беше преполно. И имаше таму луѓе што ги знам, многу блиски, луѓе што никогаш во животот не сум ги видел, луѓе кои што ме пратат на социјалните медиуми, а не ги знам во живо, успеав да се запознам и едноставно луѓе кои што на овој или на оној начин дознаа за романот. Беше тотално отворено и мислам дека треба авторите да се отворат особено на некоја таква промоција кон сите и да направат некој концепт кој што ќе ги заинтригира луѓето кои што се љубители на книгата да дојдат и да прочитаат нешто повеќе. И сега една книга со 3 приказни во неа, многу карактеристично, посебно и уште кога ќе го кажеш од самата, нели кога ќе го најавиш, ти изгледа морам да видам за што станува збор. Да почнеме да раскажеме за што станува збор, бидејќи времето не е малку кратко.
Па вака, генерално тоа се три урбани приказни на три главни ликови, во овој случај се машки главни ликови, кои што имаат диаметрално спротивни искуства, меѓутоа во секоја приказна има еден момент кој што на крајот, бидејќи не смеам да го издадам крајот, нели, се поврзува. Например, едната приказна Ќе го издадам, јас не се сеќавам. Едната приказна е девојката со тетоважата солза, каде што целиот, да речеме, сплет на околности се врзува околу два лика и нивната, да речеме, турбулентна врска која што завршува на многу неконвенционален начин. Вториот серијал на раскази се вика Женски рулет, каде што е приказна за еден уметник кој што е поврзан со едно друштво на девојки каде што се е некако испомешано во љубовен, би рекол, шестоаголник. Така. И третата приказна е уствари приказната која што ги спојува сите работи, нели, исповеден психотичен ум, кај што главниот лик оди на психотерапевт и се исповеда за се што му се случува. Сега како може сето тоа се поврзе во еден роман и да реално на крај да се добие слика дека е тоа сето една приказна? Купете си го романот и сами погледнете. И чекам секако размислувања дали е тоа успешно изведено или е не толку успешен обид. Така. Во кратки цртени ја објасни приказната, што мислиш читателите како реагирале? Напоменати дека имаш веќе коментари, критики, позитивно, негативно, тоа на страна ќе го ставиме. Како реагирале кога почнале со читањето? Тоа ми е многу интересно да дознам, бидејќи јас ќе прашам после некој што е прочитал. Па да видиме дали се поистовитува твоето мислење со нивното мислење. Па искрено да ти кажам, оно што највеќе ме фасцинираше од коментарите, дека книгата многу брзо се чита, дека е лесна за читање. Лесна за читање, има големи поенти, големи да речеме мисли кои што се скриени во најобичен разговор и дека луѓето едноставно кога ќе ја фатат, ако се фокусираат, не им остава книгата да ја остават додека не ја прочитаат до крај. Тоа мене реално и ми беше и целта, да не биде некој роман каде што јас ќе потрошам, да речеме, 5 страници да објаснувам какво било времето во одреден период. Мислам, си има метеоролози кои што се бават со такви работи, си има луѓе кои што одлично пишуваат сцена. Јас сметам дека луѓето најмногу добив негативни критики дека на пример одредени ликови не се доволно изградени во однос на физикус, во однос на тоа како се однесуваат, меѓутоа јас лично мислам дека самиот диалог толку многу открива за тоа како изгледа еден лик. Нека се создадат и собствена слика, нели? Токму така, тоа е поентата на крајот на краиштата за еден роман. Така. Вие сами да се замислите како ќе изгледа главниот лик. Дали ќе носи кожњак или ќе носи одело, останува на вашата фантазија. Така. Твојата фантазија или тоа што ти го напише и го собра во овие две корици ветува многу. На крај ќе те прашам за цената на книгата, каде може да се најде сајам на книга е отворен, колку што знам утре веќе сте таму гостувате или имате промоција со Марија Јаневска. Да, и со Коста Петров. Така. Ајде вака на кратко да ни објасниш само. Да, многу накратко за цената кога се договаравме, сметавме дека треба да биде символична цена, која што нема да биде прескапа за да може секој да си ја приушти, за да може секој да ја купи книгата. 199 денари е цената на книгата. Може да ја најдете во сите книжарници издавачкиот центар 3, а по завршување на сајмот низ целата нивна дистрибутивна мрежа. А моментално исто така ударно нели на штандот на книжарницата 3 на сајам за книга. Така. Владимир, ќе ти се заблагодарам што беше мој гостин. Ми представува чест ќе им откриам на моите гледачи, односно на нашите гледачи во момент дека навистина е лесно да се разговара со тебе. Не знам што. Благодарам многу. Пријатна атмосфера беше и се надевам дека ќе ги заинтригира ова идните читатели да го купат овој роман. Јас сум сигурен во тоа. Ти благодарам што еднаш. Благодарам и тебе. И тука со една друга тема, јас само кога надспомнав за цената на книгата, не ми беше целта за вие да ја дознаете цената на книгата. Целта ми беше да направам една споредба. Ако давате 200 денари за една обична крпа, која ќе облечете еднаш, или пак за долен веш, што знам, може да дадете 200 денари символични, 200 денари за купите книга и верувате дека е многу подруг. Но тоа веќе е затворена тема, ви оставам на вас да одберете. Самот на книга е се уште отворен. Одиме со следната тема, тоа е Зоолошката градина. Ве носиме токму таму.
Сега сме пред живеалиштето на камилата и на гнуто. Значи, ова е живеалиште за повеќе видови на животни, значи мешани видови, живеалиште на мешани видови. Позади мене ја гледате камилата. Машко. Старо е 6 години и се вика Омар. И е на некој начин миленик помеѓу зоонегователите во градината. Најмногу тие кои што го чуваат, кои што работат на реонот со него, со нив е повеќе така интерактивен. Инаку е дојден 2011 година од зоолошката градина во Берлин, како донација. По темперамент е мирно животно, потекнува природно од Африка. Значи, афричкиот континент го населува, степите во Африка и пустините. Топлото време го поднесува добро, ладното време и така. Прилагодено е живеалиштето за видот, за неговиот вид. Значи, има и внатрешен дел, има штала во која што може да се сокрие доколку има временски неприлики, ладно време, дожд, снег, сонце, јако. Значи, како што може да видите, моментално е седнат под сенка. Се храни 2 пати во денот. Храната во зоолошката градина се состои од зоб, кабаста храна и овошје и зеленчук. Меѓутоа, многу често ги посакува сите оние ситни грицки кои што посетителите ги носат со нив, а што е забрането да се дава. Водата во градината водата за пиење му е секогаш достапна, свежа вода за пиење во неограничени количини. Во живеалиштето живее заедно со гнуто, не знам дали камерата сега може да го фати, инаку и двете животни се по потекло од африканскиот континент. Јас сум Дадар. Јас сум Каролина Гочева. Да, јас сум Диджи Шорти Пиеке, Панчо ДНК. Јас сум Илена Ристовска. Јас сум Јуро Джамбазов, а вие гледате? А јас сум Кристијан Ландов и ќе ви посакам убав остаток од денот со телевизија 21. Следуваат вестите на албански јазик, односно Flash News, веднаш после Flash News и серијата Авенида Бразил. После тоа ќе видите сами. Чао!